Петиот сет мерки за поддршка на економијата треба да се финализира во наредните денови, но само ако се постигне консензус меѓу сите засегнати страни, државата, бизнис заедницата и синдикатите. Владините представници најавуваа дека има подготвеност за побрзо согласување на позициите и ако тоа се случи, треба да се очекуваат дополнителни десетици милиони евра во стопанството. Големината на финансискиот пакет како директни буџетски импликации зборуваме некаде помеѓу 50 и 60 милиони евра, но како фискални импликации зборуваме за многу повеќе, некаде околу 150 милиони евра ќе биде големината, но се уште се гледаат деталите и веќе оваа недела со Министерот за финансии, со економскиот совет, Министерот за економија, Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство и другите ресорни министерства ќе го начиме сите детали за да дојдеме до конечната бројка. Во ова насока ќе продолжиме да креираме мерки, во континуитет ќе ја поддржиме стопанството, посебно компаниите кои се извозно ориентирани. Деталите од овој пакет кој ќе содржи барем 20 на мерки се уште се утврдуваат, но она што е јасно е дека пакт има компонента поддршка на плати, иако за модалитетите се разговара на релација влада, стопанство, синдикати. Ќе има финансиска поддршка за платите, исто како што беше и претходно, затоа што и претходната помош не беше безусловна. Треба да се исполнат одредени услови за да таа стане неповратна. Истиот механизам го користиме и сега. Двете опции се во разговори со стопанските комори, со синдикатите и со сите други чинители и најверојатно оваа недела ќе треба да пресечеме заеднички со сите засегнати страни кој е најдобриот пакет. Владините анализи се дека се намалува бројот на компании и работни места за кои е потребна државна поддршка, што се толкува како сигнал за почеток на економско заздравување. До крајот на 2020-та од државниот буџет на име на финансиска помош поради пандемијата исплатени се повеќе од 350 милиони евра. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.